Компаниите со веќе подготвени проекти чекаат на унгарските пари. Од Бизнис конфедерацијата на Македонија велат дека особен интерес има кај фирмите од прехранбената индустрија. Планот им е да го прошират производството на храна и пијалоци, а има и голем број на проекти во делот на заштеда на енергија. Одлуката да им се овозможат ефтини кредити на бизнисите во износ од 250 милиони евра, според Бизнис конфедерацијата треба да покаже какви идеи имаат компаниите, дали ќе вложуваат за да ги достигнат европските стандарди и дали имаат капацитет да освојуваат нови пазари. Дали имаме ние толку многу компании кои можат да вложат 2, 3, 5 милиона евра во инвестиции во ова време на неосвоен глобален пазар, на неспроведени одредени процедури кои се поврзани со стандарди, со исполнување одредени барања од странските партнери, од странската потрошувачка група, и така да сметаме дека што поскоро и конечно се дефинираат условите и начинот на кој ќе се абсорбираат или како ќе се аплицира на овие проекти, е тоа подобро. Откако владата и банките договорија дека компаниите ќе ги добијат парите од унгарскиот кредит со трошок од 1,95%, се прошири и листата на фирмите кои можат да конкурираат. Сега ќе се прифаќаат и апликации за комерцијални енергетски објекти од обновливи извори, а не само за оние за свој потреби. Тоа значи дека листата се проширува со фирми кои ќе градат ветерници, соларни паркови, мали хидроцентрали. За Бизнис конфедерацијата ова е показател дека на владата и е важна зелената енергија, односно да се произведува струја од обновливи извори. За нас тоа е еден показател, еден сигнал дека се внимава и се води сметка насоката зелена енергија, транзицијата, намаленото учество со емисија на јаглеродни гасови во атмосферата, дека е план и дека Македонија е на агенда исто така да вложува во зелената енергија. Сите преостанати процедури за искористувањето на парите од унгарскиот кредит за фирмите ќе поминат на владина седница вторник, пошто овие пари ќе станат оперативни за бизнис секторот. Анализата вели дека 250 милиони евра е годишно побарувањето на економските оператори да земат заем. И кога ќе ги ограничите практично можностите, тогаш ги ограничувате економските оператори. Сега може да се случи да од тие 250 само 120 или 100 или 80 или 150 милиона, од останатите ќе останат. И од тие причини сакаме да го прошириме сето она кое што ќе има позитивен инпут во бруто домашниот производ и во македонската економија. Унгарскиот кредит за компаниите е со каматна стапка од 1,95%, 3 години грейс период и 12 години рок на отплата. Компаниите може да добијат најмногу до 10 милиони евра, а треба да имаат сопствено учество од 20% од вкупната вредност на проектот.